Берово и Малешевијата е преполно со голем број на туристи за великденските празници. Продолжениот празничен викенд го наполни градот до последно место. Се е пополнето и во хотелите и двете туристички населби Јабланица и Беровско езеро. Хотелиерите и угостителите се спремни да ги пречекаат огромниот број на туристи кои се присутни во градот и да ги угостат со достапните цени и добрата забава. Како и секоја година, и вообичаено и оваа година, капацитетите на хотел Манастир се целосно исполнети, со тоа што денес, утре, задутре се доисполнуваат капацитетите, бидејќи има гости со различно време траење на престој, ден, два, три и така натака. Во принцип, имаме гости претежно овај празник од Македонија, со исклучок на една помала група која што се гости од Бугарија. Следните подготовки завршија вчера и сме спремни да ги пречекаме гостите и се надеваме дека ќе одговориме на нивните барања, очекувања и вкусови. Во принцип цените се оние цени кои што и вообичаено важат во текот на целата година за време на викенд деновите, така да нема покачување на цените за време на великденските празници, како за сместување, така и за ресторански услуги. Како и секоја година, така и оваа година очекуваме да имат доста гости за Великден. Временските прогнози се добри, што е поврзано нели со гостите доста, дали ќе биде во времето или не. Во однос на тоа дали сме спремни, секако дека сме спремни, секоја година се повеќе гости имаме, не само нашиот објект, туку и Берово, така да и оваа година очекуваме да имаме доста гости. Што се однесува до цените, цените се, би рекол, најверојатно најприфатливи во цела Македонија. Држиме доста ниски цени, нема разлика на цените за време на празник и после празник, пред празник, значи ги држиме ние истите цени и на сместувачките капацитети, така и во ресторани. На овој Великден најмногу се присутни туристите од Македонија, но не изостануваат и туристите од соседна Бугарија, кои освен за празникот се дојдени тука како што велат за чистиот воздух и гостопримливоста на луѓето во Берово. Идваме за пръв път на това прекрасно място с една малка група българи, за да посрещнем тук Великден. Причините са много. Близостта до София, само 160 км. Прекрасен манастир Свети Архангел Михаил, който е в непосредствена близост до хотела, където възрастни хора водят, които да не ходят дълго, излизат от хотела, влизат в манастира, черкуват се. Прекрасният въздух, където тук се казва, че е най-голямата наситеност на кислород има. И действително още първите 15 минути от пристигането се усеща, че се диша по-леко. Хубаво е, най-важното, няма езикова бариера, разбираме се помежду си. Хората са гостоприемни, приятни, храната прекрасна. Какво повече му трябва на човек за един отмор? За първи път съм тук. Радвам се, че съм тук. Поне това, което видях от границата насам, аз се чувствам като дома си. Харесваме, мястото е много хубаво. Има гледка, отворено е, въздухът е чист. Ще опитам храната, това е много важно за нас. Знаеме, че тук наблизо има манастир. Ще отидем сега след малко да видим дали ще можем да минеме, както е християнския ритуал, да минеме под масата. Вярвам, че навсякъде е едно и също. Бог е над нас, ние сме с Него, независимо от границите и начина на изговаряне на мислите, нали, и на желанията. Но празник е светъл за всички и си заслужава, както тук, така и от тук хора да отидат и да видят. Имаме много хубава катедрала в центъра на София. Тя е най-голямата на Балканския полуостров, Александър Невски. Сигурно сте чували. Прекрасно място. И прекрасни хора, усмихнати хора, така ни посрещнаха, готови да помагат, да носят куфари. Изобщо това е най-добро. Како и секоја година општина Берово по повод празникот Великден, во недела организира прослава на градскиот плоштад со почеток во 12 часот, каде свој настап ќе имаат културно-уметничкото друштво Димитар Поп-Ѓоргиев Беровски и Староградски оркестар, како и традиционалниот избор на најцврсто и најукрасено јајце во кое учествуваат над 100 граѓани.